кој треба да се спротивстави против кого? Граѓанскиот активизам, граѓанските сдруженија, невладините организации или непрофитните организации или независниот сектор, кој како сака да го нарече, треба сите, вклучувајќи и политичките партии, вклучувајќи и сите овие што постојат во општеството, треба сите со политички средства да се борат против секоја лоша власт или влада. И тука нема нејаснотии. И една од клучните категории нема јавност. Во Република нема јавност. Оваа влада прави се, не дека сите влади биле цвечки за мирисање, оваа влада не сака јавност, не сака јавна дебата, нема јавна анализа, нема јавни податоци, ништо не смее да биде јавно. Ете таа жичка и корените на политичката култура. Се работи андерграунд. Нема јавни достапни податоци. Не смее да се знае јавниот долг, не смее да се знае колку вработени има во јавната администрација. Ништо не смее да се знае. Што има некој да се замара со овие бројки? Владата е таа што ќе мисли за нас. И стигнуваме до тука. Заклучок. Под услови да има одредена група граѓани, што точно знаат што сакаат, што точно знаат која им е целта, што имаат конкретно прашање за кое се борат, се покажа во овие 10 на 15 години дека може да се има успех. Па тука имаме оние watchdog организации што им дишат во врат на владата за јавните набавки, па имаме организации кои успеале нешто да направат некаков пробив, па имаме промоција на одредени организации што се бават со изборите, па сега гледам цивил има, но не се изгради една мрежа, една солидарна мрежа помеѓу невладините или граѓанските организации кои здружено ќе се спротивстават на одредени лоши политики на владата. И тука лежи најголемиот неуспех и проблем. Се изградија 2-3 гиганта од невладин сектор, но овие дали не успеа, дали не сака, не успеа да направат мрежа или не успеа да направат солидарна мрежа од граѓански организации кои ќе се спротивстават на било која политика на оваа влада. И она што е мој личен став и заклучок, дека невладениот сектор не може да ја субституира ниту државата, ниту структурите. Не може од име на државата да оди да владае. Зашто? Затоа што се знае како се владае држава. Правиш политичка партија, одиш на избори, добиваш легитимитет, некој те овластува за тоа да го правиш. Легитимитетот на невладениот сектор за да преземе улогата на држава не може да се случи. Тоа е илузија со која се занимававме во 90-тите години. Може да има одреден ефект, може да има одредено влијание, може да изврши притисок за одредени промени во одредена област, ама ламп сам демократија да прави невладениот сектор не може. И за тоа беше трката по тие ресурси. Јас ова проектче, ти ова проектче, владата на Никола Груевски направи перфекција од проектни задачи со кои ништо не е јасно во оваа држава. Благодарам.